Предизвик секогаш ми е Азија. По Европа имам извозено скоро сите држави, уздушје попреко, али предизвик ми е Азија. Таму е таа стара цивилизација, стара култура и ретко кој се нафаќа да посети азијски држави, затоа што малку имаме и некако на друг начин посматраме на Азија кога е во прашање, ради некои медии кои се направија дека тие држави се таму ризични, црни. Не викам дека не е тоа некој ризик, али сепак предизвик ако сакаш нешто направиш, јас сум авантуриста, да направиш нешто, тогаш е најбоље да се посети Азија. Во почеток имав рута која требаше да видне Турска, Иран, Афганистан, Узбекистан, Таџикистан, Киргистан, Казахстан, Русија, преку Кавказ во Грузија и назад. Ама после гледајќи Иран, доста се проучувал околу Иран и донесов заклучок, пошто е огромна држава и жалосно е да само кроз неа пројде, и донесов заклучок да во детали да проведам време во Иран. Максимум, пошто со македонски пасош треба виза, имам јас и српски пасош. За едина држава која таму не треба виза од Европа е со српски пасош, до 14 дена, до 15 фактички. И решив да одам, не ми треба виза, само требаше има малку процедури за мотор, додека влезеш 5 сати на границу, доста кошта тоа и документи за мотор за да можеш да влезеш, пошто таму е дозволена, најголема дозволена кубикажна мотор во Иран е 200 кубик, а мој мотор е 1250. Тогаш плаќаш гаранција дека нема да го продадеш во Иран. Првиот ден така ми беше тешко, значи кога да влезам 5 сати на граница, тоа е сепак доста патретирање, седиш на граница, не познаваш језик, енглески слабо кој знае, плати еден агент да ми помага да зборува све што треба по документи, али после тоа кога влегов во Иран, од тој момент тотално друг свет. Се што имаме слушнато за таа држава, фактички неточно. Тотално погрешно. Значи, Иран е една магична држава, природно преубава, со температура од 10 степени до 50 степени плюс 60, со природа од оаза до огромни пустини, кај што стварно она баш пустиња, кај што нема ни дрвце, ни ништо да застанеш. Кога возев кроз пустиња, има една рута 500 километри кроз пустиња и само молев Бога да мотор нешто не откаже, пошто немаш кај се паркираш. Едноставно од вручина, од сонце ќе умреш. Јас носев 4-5 термос со вода, секогаш мора да имаш вода. Гориво таму е без пари, значи тотално без пари. Гориво плаќаш само за 30 литра негде во наши пари околу 50 дена. Плаќаш за 30 литра, што е за нас беше и за мене тоа беше некој шок и некоја радост. Едноставно усред пустиња кога ќе видиш некој издеголе или видиш некој контейнерче кај што продаваат вода, чај, ја секогаш застанувам, пошто секогаш мора. И мислам дека највише што ме одржава на таа вожња кроз пустиња се зелени сливи. Пред да појдеме секогаш во град, крај начекам зелени сливи, купам по кило-2 и ставам во ова торба и додека возам цело време јадам зелени сливи со витамини и они се малку посвежи и ми дава енергију и свежину за да се све тоа издржи. Еден дел имав не фати малку така, почна да размислувам кога појдов јас гледав на тоа као ето ќе одам до Грчка или до Србија, така психички бев спремен, без никакви предрасуди. Кога застанаме на средина на пустина, возев и веќе ме удари на сонце, појма немам 50 степена, кацига не смееш да симнеш никако, значи кацига ако симнеш још полошо е. И само размислим ако се не дај Боже нешто, мотор нешто каже, не дај Боже нешто, некоја ситница, нема кој да ми помогне, едноставно од сонце у нас сред пустиња. Едино ако имам поголема среќа да не иде некој авто. На некои места имаше стварно голема
трафик на сообраќај. А на некои места стварно немаше никој, сам бев. Тука се малку размислив кога кај сум пошол така сам. А и еднаш се размислив кога појдов од Јазд за Шираз. Шираз град е таму кај што е Персеполис, Стара Персија град. И кога на сред пат, кога појдов од Јазд, на месенџер некој ми нашол таму на Фејсбук и ми пишува: ако сакаш да пројдеш кај мене во село да пиеме чај. А јас сум таков, желјубив, ништо не одбивам и кај мене е на проблем што јас немам страф од ништо. Некогаш може би тоа многу ќе ме кошта, ама ете така сум едноставно, не плашам се од ништо. И јас реков, добро, нема проблем, прати ми локација. И тој ми прати локација и сега во сред пустина едно село мало, јас крена во главен автопут, пошто таму се автобани, нема некој слаб автопут и нешто, се се огромни автобани. Без обзир што нема многу проток на сообраќај, али се автобани. И кога скренав од пат, кога влегов во село и кога дојдов меѓу оние зидини, имам видео материјал, ќе ви баш пратам да видите. И кога дојдов и меѓу оние зидини како Country Strike, исто Country Strike ми дојде у глава, викам, леле сега, кај сум пошло беал, дека може некој ќе му тепат. Прво тоа, прв пат да размислам негативно. Ама, ето, така, без страв, отидов, излезе еден човек, kroz jedni malički vrata ovakav i mi pokažува тамо, јас пројдов тамо, имаше оние огромни врата на далинско се отворија, легов се, паркирав, стварно домаќинот беше супер, тој си има фактички гестхаус таму и така си прави реклама, следеće следниот пат кога ќе одам или со повеќе луѓе да препорачам, има организира и кампување во пустиња, ама веднаш ете ти фати некако мисла и некој, што ја знам, да се размислиш малку кај одиш без размислување. Тоа беше, значи, тие два пати само, кај што помислив малку по-темно. Може и да не направи јас малку грешка, малку да не фати малку поголем залак, ама се беше окей. Персеполис, град во кој што бев, Стара Персија, да кажеме, тука прво, тука ќе ставам точка на, ќе поентирам повеќе на Стара Персија. Јас секогаш носам 10 оние креми заштита PS фактор. Кога отидов у Персеполис, пошто на 50 километра од Персеполис изнемив хотел во Шираз. Кога отидов таму, јас ниједна крема не сум понесол, се оставил во хотел. А сонце, не знам, не може да опишам колко е врел. И идев така како живи зборев фактички. Преубаво нешто да се види доживи на град 5000 години стана. Значи, тоа не може баш да се опише. Јас ќе ви испратам видео и снимци и слики, али треба да се доживи кога видиш луѓе пред 5000 години. Каква е тоа каква уметност е тоа била, да се така исклесат тие камења, да се направат такви огромни камења, како е тоа дигано, како е тоа се правено, стварно малку несватливо, чак што и за денешна технологија, а камоли за тоа време кај што не е имало ни струја, ни ништо, ни. И тука бев лично стварно претерано многу одушевен. Колку е тоа добро е само, таму е лошо, вообичајно во Иран нема слушнато за Македонија. Единствено во Шираз, јас кога кажем од Македонија сум, што како во очи да ги пркнат. Затоа што Александар Македонски го запалил Шираз цел, Персеполис. И тие малку негативно реагирале и јас тогаш да се изводам, пошто кај знам како ќе изреагират. Тоа беше првпут некој дека малку на фаца да намршти. Иначе луѓето, мислам дека таков народ на земјска топка не постои. Значи на улица, секој да те сретне, највеќе во време што губе во Иран е сликање. Тоа беше интересантно. Значи, кога бев во Јазд, мислам во Јазд, да. Кога бев во таа градина,
И бев да посетам таму тоа исто некое видно место, сидев има некоја као нивна света вода. И излегувам надвор прво пред да се паркирам, мотор да паркирам пред таа градина. Имаше двајца полицајци и тие рекоа слободно стави, ние тука сме, ние приучуваме моторот, воопшто не може да се секираш. И влегов во таа градина, заврши со посета се, посети видов што требаше да видам и на избегување. Гледам околу моторено 20-30 човека стојат, а температура 45-6, па може и повеќе. Луѓето чека да се сникат со мене со мотор. Значи, највешко време што изгубив е сликање. Кај да одам, секаде се сликаат со мене, поздравуваат ме, што ме викаат на чај, дома, да ја одам на ручје, да преспијам кај нив, да не плаќам хотел. Често више имаше моменти кога во Санџан Хамид Риза, ја, много добар дечко господин, ми понуди негова кредитна картичка да не плаќам со мои пари, него додека шетам во Иран да плаќам со таа картичка. Пошто во Иран, оние немат кеш во раце. Значи, јас сменив првпат, кога дојдов сменив на влегување 100 евра за почеток, мај да видим, не знам колку ќе ми треба, знам дека е ефтино, не знам како и што е, ќе ми даден куп пари. И тој ми вика, смени уште 100 евра, викам, ако сменам уште 100 евра, треба парите во ранас да ги носам, некој ќе му тепа со пари, тоа многу пари излегува. И тие плаќат се со картичка, али нивен платен систем, вакре во Иран, не, нашата картичка не функционира тамо. Уопште западни картички било која, него само нивните картички функционират. И многу интересантно, секој има читач за картичка. Значи во сред пустина имам снимак, ќе ви пратам и тоа, кај што јадам лубеница, и заствано човекот, што личи на жести, не видов еден човек излегол со дете, има едно како направено од трски некоја настечница, и јас станам да се оладам и лубеница да исечам да јадам. И застанав таму, и тој има картичка, а она е читач за картички. Значи, нема кој нема читач за картички. Секаде се плаќа со картичка, нивен платен систем. Они се жалат, едноставно, кога правиш мојот со народ, како и секоја држава народ што се жали, од слаба економија, али кога ќе погледнеш, гориво ги е бесплатно, школство, здравство, батарини се без пари, газ ги е без пари, струја ги е скоро без пари. Значи, телефон имаш 20 гига за $0.5. Значи, кога погледнеш, се е ефтино кај нив. Например, јас му дадов, се сеќам, $1 за лубеница, не, тој ми дава уште 3 лубеница. Ја викам, не викам, само доволно ми е тоа што изјадов едно парче, две и продолжувам. Не, и ми враќа кусур. И јас сега не сакам да го земам, го давам на дете. Не, неќе воопшто ништо пари да земеш. Комплетно сите ми ги враќа. Сега човек излегол во пустиња, се гори на оно слонце, гревата да не мог да ме части. И му остави така, али молејќи го да ги земе парите со халал, да го натерам да ги земе парите. Затоа што стварно жалосно човек гори на нова вручина и сега ти јасно, дошол друг, поеден, што ќе седи, фамилија рани од тоа. Друго, имаме, кога појдов, скоро сите ми рекла, кај ќе одиш тамо, некој глава ќе ти сече, тамо е шеријатски закон, таму се ратува, значи прво Иран нема рат. Последен рат имаше 70 години со Ирак, тамо пар години закачки, меѓу нив. Друго, јас воопшто не чувствував шеријатски закон таму. Во Дубај, кога после многу пати бил во Дубај, се чувствува тоа. Ваму, значи култура и цивилизација, можам да кажам дека се и воопшто дека во Европа. Тоа се толку културни, цивилизирани луѓе со висока интелектуална свест. Само што е разлика, ние изгубивме традиција, а тие се уште имав традиција. Се уште имав респект, поштовање спрема фамилија, спрема пријатели. Ако на некој му треба нешто помош, сите трчат да помогнат. Значи, тоа е разлика, само што ние тоа го изгубиме. Кога ќе се видиш во Иран и кога ќе седнеш ме правиш муабет со луѓе,
сега во свет, тамо некаде во пустиња, гледаш ти некој човек од село излегал продава нешто на улиците и мисли сега тоа е прост, многу нешто селјак. Луѓето се, кога почнеш да зборуваш со него, пошто он одма користи Google Translate на телефон, ако не знае енглески, тек тогаш видиш колку човек е цивилизиран и колку е интелектуално развиен и висок свест. Значи сите се многу школуван и се стварно фан. Ја не може да опишувам наставно. Луѓе сум толку импресиониран, немам опишување. Друго, се што имам слушнато около тоа дека жени се таму онака третират, имам снимци и тоа ти пуштам. Значи во Санџак кога ми правеа парти, се позна на улица и толку луѓе што сака да ме испоштуваат, навечер отидовме во ресторан, така има еден fireplace за оган кај се пали и околу сите седиме до насат наргеле, јадење, пием, се живо. Таму ќе видите, значи, колку женски нема ни покриени, како се забавуваат, како кај нас сите стануваат, играат, значи, тотално, се што имаме слушнато е различно. Иначе во иранци, уствари, или сега не знам колко точно ги викаат ирачани или иранци, пошто толку сакат да ги удоволјат, на многу места беше незгодно. Значи, тој сака се да направи, за да тебе бидне убаво. Во пустиња баш возев и застанав нешто камера да наместам, пошто секогаш носам две камери, и да видам на навигација, прво авто што појде позади мене, што дојде, застана, излегува дечко возеше, нека има 23 години, едно девојче мало, беше 16 години, дали имаше и постара жена, вајда мајка ги. Не е постара многу, али од нив постара, вајда ги мајка беше. Прво дечко дотрча до мене и почна ме прашува дали ми е добро и носи вода. Веднаш да ми дава вода да се измијам. А мене не ми беше лошо, него застанав заради навигација. И веднаш девојче донесе, мајка му извади тој термос голем, во една лимена чаша толкава, полна, донесе лимонада. Грб сладна и ни се чини најсладка лимонада во живот што сум испил. Во сред пустина ја пиев, ми донесе да се освежам, па ме замолија да седам во авто, да објаснувам дека добар сум. Тоа кај нас мислам дека нема да се случи. Може би ќе пројдат 100 авта, може би 101 ќе застане, ама прво да застане и второ да застане, такво нешто нема, телески шансе. Ние малку ја изгубивме таа смисла за помош и за осет некој за помош за луѓе, ако му треба некој малку повеќе се сконцентриравме на материјални средства. Исто во град кога дојдов ме фати песчана олуја и многу превисока температура, се не знам дали има поголем дел од луѓето немаат представа што значи песчана олуја. Тоа е сега како овдека во сред бел ден и одеднаш ништо скоро не се гледа. Тоа е само песак и шит. И без прејак ветер, значи пресилен ветер. И ама пошто голема температура и прегреа ми се телефон и навигација ми кажува дека пошто ги влечеше мапи од телефон и ми кажува на мотор дека не може да ги повлекува мапите, прегреан телефон мора да се олади. Јас носев една флаша со лед и го ставив под лед, ама додека се олади и само застана пошто пред град се изгубив, не знам кај е хотел више. Во град не може да возам, представа нема. Прво авто што најде позади мене застана, ме примети. Застана, излегува еден млад брачен пар, нека се по 20 години, и ме прашува што треба, како треба ли помош. Јас му кажав дека прегреан ми е телефон, не може навигација да не работи и тие рекоа кај сакаш да одиш, ја им кажав во тој хотел. Тие рекоа ајде вози по нас, ми ќе догледаме до пред хотел. Тој само што седна, пак се врати и на транслейтер ми пишува морам да одам да ја земам, само не е проблем да ја земам баба ми, на женово мајку, да земам баба ми и веднаш ќе водиме пред хотел. Важи, ја викам не е проблем, и така немам друга опција, што не правам. Навигација немам кај ќе водам. И возев по него, по некои делови, тамо некои нивни квартови, така некои зидини,
Излезе постара жена, ги чекаше пред таа капија. Жена донесела вода ладна, сладолед, сакаше ни надлед да направиме ладен ли се, дојди да јади. Јас ми рекол, не, благодарам, ништо не треба, се окей, само да одиме во хотел. И ме одведоа во хотел после тоа и ме понудија утре, ако сакаш, ќе те водиме на некое место, единствен бунар во пустиња што постои, негде таму, ама јас има веќе планирано за град да одам. И кога влегов во хотел, јас сум промашил град, 140 км разлика. Исто име на хотел, различен град. И сега имам платено во Десфул, а јас сум дошол во некој град, Сулейман, појма немам, како се вика, се забрави. И сега прашувам тамо, видам кај ќе познам сега за Десфул 140 км, веќе почнува и ноќи, она пешчано луја. И ја прашувам таа, гледам убава соба, добар хотел. И ја прашувам колку кошта овека, колку кошта хотел, да се земам соба, каже, пошто викам, веќе ги остави стварите во соба. И она вика, 10 евра со се доручка. Да, викам, да си платам, викам, не одам во друг хотел, кој ќе вози сега по пешчана луја. Имаше такви некои доgodовштини што ми се случува тамо, и сепак тоа беше пат од 10.000 километри, многу захтивен. И во Иран ретко лекуваат туристи, многу ретко. И во Иран кога ќе влезеш како турист, едноставно тие те гледат како Господ. Ја такво некое чувство имав и кога се возив со еден иранец, јас малку брзо возев и му викам ако не фатат полицајци, пошто него му беше нерак да се вози на овој мотор, тие ми правеа и забава. И јас му рекол, и он вика, ти си турист, века слободно, тебе ништо не може да се деси, тебе полиција не те каснува, и кој посетна привилегија овде. Ти си одека нешто посетно. Сега, добро, може би јас малку тука си опустив, кога добив, да кажем, таква подршка. Стварно, ме заустави полицаец, двајца бевме, кога идевме во Султанија, тоа еден храм, не знам, од време Монголија има градено, кога Монголи тука биле, немам појма колку беше таму години стара, и бевме таму, сакав тоа да поштел обично, секогаш гледам во кој град што има историски знаменитости да ги посетам, и отиде да посетам Султанија, и полицаец сега застава цел сообраќај и мене ми покажува со прст да се паркирам. Јас сега велам шо направи сега, кој знае колку ќе ме казни. И тој дојде до мене, а може ли да се сликаме? И тоа беше она капак. Пошто Турци ми изгоре од казни, 250 евра платим казни во Турска. Турска е тотално нешто друго, стварно е преголема, ама за кој ќе вози, не знам. Многу каснува. Они претеруваат се тоа. А Иран е стварно нешто и би препорачал на секој, ако има можност да отиде да го посети Иран, реубав. Значи, јас едноставно импресии не можам ништо да ги спласнам. Од толку што сум изненаден и одушевен од таа држава. Едноставно преубава. Се живеме да се види. Ефтино е, не е скапо. Јас плаќав во почеток скапи смештај затоа што иде преку некоја агенција, а тие, да кажеме, јас го наоѓам хотел за 18 евра, тие ми го продаваат за 45 евра. Али во почеток, пошто кога не знаеш, па ајде идеш на сигурно. Сега, например, втор пат кога би ишол, тачно ставам од прекување на граница до излегување, се во детали што имам веќе и многу пријателства постигнато, имам на друга граница Серо Бордер, случајно се случи, никогаш таму вообичајно не се краде, ама во држава од 88 милиони нормално постои некој човек што тоа ќе направи. И на излегување од Иран, јас тука носам, имам ова ношче, кое, ете, треба ми нешто да сечам, почка, нешто, ово ќе ја поносам, и ова, обично ношче, и
ирачани, неколку луѓе го загледа и секогаш ме прашува, пошто во Иран стварно многу смотрени ношеви има. Тут и како интересантно зашто така и не знам, и овие го видел овој воштар како жилет и се радува на него. И пред да излезам од Иран, и доаѓа тој агент што ми носеше документи и што ми следуваше да излезам од граница. И тој вика, бе, ти го нема ношчето. Тука беше, него нема. Само го нема. Додека тој отиде да го тражи кој може да ми го земе ношче, дојде еден со шиф човек и застани, пошто енглески ми зборува, да ме прашува за Иран. Како? Ето, за Иран, како сум задоволен, дали се помилано по добар ред. И јас му објаснувам како сум задоволен, колку, значи 12 дена бе во Иран, возев, кажувам колку сум импресиониран. И во меѓувреме доаѓа мој агент и ми кажува дека не го нашол кој го сел ношчето. Тој ме праша, и тој го прашува, Иран, што е проблемот, го кажува за ношчето. Човекот, не викам, мора вика сега, ајде дојди со мене во Чит. Како ми? Човекот ја дигна цела, јас не сум знаел, тој бил главен на граница, на цела граница. Тој дигна граница во воздух, најде ношчето, на тој што му направи Господ знае, јас не сакам да се прекледам. Мислам дека сигурно е некаде во затвор сега. И кој знае во каква здравствена состојба, пошто кај нив, и тој ми кажува, ова, ја му викам, јас му велев, абе, постави ношче, ајде, не е битно, дај си, пошто знам дека кај нив е многу кажниво некоја ако краде. Ајде, не е битно, сега не сакам никој да носам на душе заради едно ношче, таму не е битно колку чини. Не, тоа е срам за Иран, за држава е срамно. Не сме ништо овдека да ти не достига, ама ништо. Такво нешто кај нас нема да се случи, ни за 1000 години. И после ме одведе во негова канцеларија му беше голема, тој бил штаб. Значи, услуги, чаеви, полачи, не знам што се ми остави броја, следни пат кога доаѓаш и ми се јави, секој ти организираме, се да ти биде лесно. Тоа кај нас не може да се случи. Значи, колку долго траеше патувањето сепно до Иран и еве можеби дали размислувате за некоја следна дестинација каде 16 дена траеше патувањето, јас планирав отприлike негде да бидне 20, ама скратив неколку изграда. 16 дена траеше патувањето, пошто гледав да стигнам дома за слава и за мој роден ден. И стигнав на време, баш за роден навеќе стигнав. Следното патување ми е, имам пак многу зацртано, јас кога патувам из Европа не ми рачунам дека сум патувал. Значи без обзир што ќе пројдам 10.000 километри кроз Европа или 15.000, Европа е Европа, сите сме биле, сите знаеме, секој може да отиде и е лесно. Значи, следното патување ми е план Азија, доле, значи, сакам да го возам Ирак, Афганистан, Туркменистан, Таџикистан, Узбекистан, Киргистан, Казахстан и Русија. Тие сите држави сакам да ги поминам. Следното патување ќе ми биде пак таму. Сега ќе видам кога ќе појдам, пошто веќе се жестоки големи за да се патува на тој дел. Многу е жешко. Мора или мај, април, мај и евентуално до пола јуни. Веќе натаму е многу жешко. Тоа ми е план за сега. Единствено ако нешто ми дојде да патувам пак овие месеци потопли, за Русија ќе возам. Сепак и Русија е доста добро, не може да се извози Русија, ама е преголема, треба да возиш 3 години да извозиш. Дали ќе возам, ако ништо друго, барем јужен дел од Русија да завртам, тоа во овие топли месеци. А во овие полатни месеци тогаш одам јужно доле Азија. Значи секое патување што го рачунам е во земји кај што тешко се влегува и кај што се плашат повеќе. Мене тоа ме предизвикува.